се наоѓаме во дворот на Свети Наум, односно на влезот на Свети Наум. Како го има паркот дотерано, дедо Тимотеј, Бог да му душа прости, навистина е прекрасно, многу убаво. Свети Наум Охридски, еден од македонските духовници, светители, просветители, филозофи и така натаму. Но и да се одржува ова, навистина треба работа. А овде главен и одговорен на манастирот е Нектарije. Мислам дека е епископ Нектарije од оваа страна е Охридското езеро. Таму на левата страна е Покрадец во Албанија. Овде е македонската страна и колку штета направиле британците, англичаните да го поделат Охридското езеро. Зарем не можеше да види околу наоколу Поградец, Охрид, Струга, едно цело убаво македонско езеро. Но знаеме што прават големите сили и денес го прават тоа. Не само тогаш, кога ја делеа 12 и 13 година. Многу убаво. Еве и туристи доаѓаат, значи познат е Свети Наум Охридски и во светот доаѓаат туристи со автобуси, со коли, ги има од сите страни на светот овде. Забележав и дури кинези имаше, но и во овие групи ги има од сите места. Што да видам? Уште еднаш овде на левата страна сакам да ги погледнам. Вака би требало да изгледаат чисти градовите во Македонија, како што се европските метрополи, а не она што го гледаме низ Скопје, Битола, Охрид. Колку многу се нечистоти нафрлани, колку е убаво, прекрасно. Може ли човек да каже дека ова не е убаво? Може ли човек да каже да нападне дека не е чисто? Нашите партиски поточници, кажи ме нешто, ако го искритикуваме што е од партиите, и одма како орли ќе се нафрлат на нас, кои сме независни, непартиски, невладини и така натаму, но сепак имаме право на свое мислење во татковината, бидејќи татковината е наша. И кој не си ја сака таткојната, тој не може ни да биде македонец. Натаму продолжуваме кон манастирот Свети Наум. Од левата страна види се новото бебе. Многу убаво средени. Порано се сеќавам пред 20 на години, а не сум бил 19-18 години овде. Порано беше кога ги турна дедо Тимотеј конаците, имаше големи проблеми, кавги, зошто се турнале, но еве после 20 години може да се види разликата помеѓу 2006 и 2008 година и сега 2025 година. Значи има промени, но ете тогаш Тимотеј го осудуваја за предавник, за ваков, за таков. Но како што гледаме, да Тимотеј го покаже спротивното. Еве македонските кебапчиња.
Gle, Ubajna. Прекрасно. Ете ги изворите. Да, ајде, нека се каже и дека не е убаво средено. Да, таму е плажа, да. Чисто, убаво. Може би треба Александар Видиновски од Канал 5 да дојде овде да снима, да го покаже на Скопјани како се чува, како се чисти и одржува местото каде што живееме. Еве да тука е кантата за џубре, средено, нема ништо тука долго, чисто е. Но како што реков, Дедо Нектарije е посветен на својата работа. Тоа е дамна години овде во овој манастир. Уште како игумен и јеромонах се запознавме уште откогаш се сетувам на него. Еве ги билјани до извора. Бистро. Од тука, таму извираат. И за оваа страна се гледаат овој Охридската езера. Многу добро за гледање, многу чисто, денес е Свети Јован. Овие што гледаме пред нас се туристи. Од сите страни на светот. Правам паузи затоа што читам од лева и од десна страна почитувани. Затоа тие паузи ги правам, затоа што сакам да забележам ете ги турците. A pol moram spet na turnir, da bosta z mami malo sami, Linda. Ja. Evet, penguen gibi yaptım. Ben de fark ediyorum. Од тада се овде, не знам. Staviš u usta i onda onako. Ali nije čudno plivati, ja sam mislila da će biti... Слушаме српски, се зборували хрватски. Но овие се капите, не знам каде се. Тоа е мислам ресторантот горе и хотелот. А овде долго е плажа. Сите се со мобилните во рацете, снимаат, сликаат, успомен прават. А и нормално е да треба се прават вакви успомен од вакво нешто убаво, преубаво. Само што споменеко да го одбележиме, забележиме и понатаму се качиме горе кај манастирот со втора снимка.
Sveti Naum, Ohridsk. Бугарите плачат по него. Бил бугарски. Исто како грците што плачат по Александар Македонски. Како беше грчки, ќе се викаш Александар Грчки. Немаш се вика Александар Македонски. Свети Наум. Борис Чапаровски. Си.